Добро вечер, вие сте со Студио 2, тема на денешното издание на Студио 2 е дали растат политичките тензии во Македонија по почетокот на реализацијата на најавените акции на опозицијскиот Социјалдемократски сојуз, а во најава и така наречениот бунт на Обединети за Македонија. Тука вечера во студиото со мене се Владко Ѓочев од ВМРО ДПМН, Гордан Ѓоргиевски СДСМ и Наталија Ичева од Обединети за Македонија. Значи ги слушнавме вчера што се случи во Прилеп, слушнавме денеска реакции од владеачката партија, но и од либерал-демократите и од ДУИ Нова демократија. Гордан Ѓоргиевски, како сте вие задоволни со она што вчера се случи во Прилеп и што вие го нарековте востание? Па, вие слушнавте, 15.000 луѓе и видеа беа во Прилеп. Цел ден врнеше дожд, катастрофално беше времето, но огромен број на луѓе од целиот регион, некои со автомобили, некои со организиран превоз имавме од регионот, дојдоа во Прилеп да го одбележиме на достоинствен начин како македонци големиот празник 11 октомври. Тоа беше и смислата на овој наведен собир. Ние не го нарекуваме митинг, туку наведен собир. И да покажеме отворено и јасно дека ние застануваме на оваа страна од битката, дека застануваме како СДСМ и веруваме секој свесен македонец, застануваме на оваа страна од победата, значи победата против фашизмот, НОП, која што мислиме дека во последниве неколку години сериозно се занемарува од страна на владачката структура. И тоа систематски се занемарува. Дали мислите дека таа ваша политичка акција ќе предизвика можеби тензии кои ќе бидат штетни по известни реформски процеси во Македонија? Апсолутно. Видите, реформски процеси не постојат во Македонија, така да не може да бидат штетни по реформски процеси. Тензии политички да ќе предизвика, бидејќи ние мислиме да правиме вакви собери или митинзи во други градови. Мислиме да покажеме дека и тоа е денешната реакција на Ѓорчев, јас само што дојдов од Прилеп и видов дека имали прес, да покажеме дека всушност оваа влада најмногу се плаши од собствениот народ. Кога и да излезат луѓе на СДСМ на големи собери, како минатиот што беше да речеме во Скопје, кој имаше најобјективно и со видеоматеријали 45.000, излезе премиерот Груевски, недолично и непристојно за еден премиер, да лаже дека 7.500 имало. Според првата од она што вие најавувате како серија на протести, вие сте задоволни од одлуката која имате донесено за такво делување опозицијско? Не само што сме задоволни... Излегување на улица, ако може така се кажа. Да, овој наведен собир беше најголемиот наведен собир во историјата на Прилеп. Значи, никогаш до сега во независна Македонија немало таков собир организирала некаква политичка партија. Добро. Наталија, вие најавувате бунт. Да. Може да објасните што значи бунт? Бунт. Бунт против се што постои. Значи, бунт со кој што Обединети за Македонија ги повикува граѓаните на бунт, кои 20 години стрпливо чекаат, ја даваат својата доверба на политичари и 20 години се изневерени од сите политичари и сите кои што да, буквално бунт. Звучи малку анахроно, морам да признам, веројатно имате. Да, тоа е бунт против секој облик на тортура, на бруталност, на партизација, на се што се случуваше овие 20 години на политичката сцена. Бунт затоа што ние сме политичка партија која што постојано е на терен и ги гледа реакциите на народот. Народот едноставно... И како тој ќе се изведе, ќе биде нешто митинг повторно или... Не, сега ако збориме за митинг е едно, востание е исто, нели термините се друго. Се поклопувате ли со нешто го прави СДСМ? Не, и во овој случај сакам да потенцирам дека ние со СДСМ сме два различни политички субјекта. Значи, они си имаат тоа што си одбрале начинот на кој што ќе реагираат како опозициона партија. Ние друга форма ќе примените партија бунт на израз на бунтот. Да, затоа што бунтот едноставно ќе биде против тешката економска, морална криза, против тоа што едноставно ќе биде бунт против оваа влада. Ќе се соберете некаде, ќе се собереме, значи сценариото нема. Митинг, како ќе изгледа? Тоа ќе изгледа така како што треба да изгледа. И држите во тајност. А ќе го видите како ќе изгледа. Види, држиме во тајности за локацијата затоа што владеачкава партија, ако го објавиме местото, може на градоначалникот на Скопје да му текне да поставува некои водоводни цевки или не знам што, и затоа ќе го држиме до рокот до кога можеме да го држиме. Само тоа ќе биде 7 ноември во Скопје. Ѓорчев, на опозицијата е во налет, како е вашиот коментар? Добре, што има ентузијазам, тоа е една улога која што треба да има опозицијата, така што нели политичката сцена е доволно широка, секој има поле да се докажува. Меѓутоа, она што е важно за граѓаните е дали има или нема политичка понуда.
Значи не е важно дали ова е најголемиот митинг во паметењето на Гордан Георгиев, откако е тој во политиката или во СДСМ во Прилеп или не. Значи не е имал СДСМ и многу поголеми митинзи во Прилеп. На партија немала, не само СДСМ. Видете Георгиев, значи јас можам да ви кажам, еве 2002 година СДСМ имаше поголем митинг во Прилеп. 2000 година, кога СДСМ победи во прв круг, Како партија, ама како политичари, имало и други кои што Прилеп имале митинзи. Ве слушав многу внимателно, па ако може да се искажам. Значи, од 2000-та СДСМ победи во Прилеп во прв круг, без било каков проблем. Правеше митинг без автобуси од Битола, од Крушево, од Демирхисар, од Кривогаштани, од Велес, од Штипи, од други места. Добро, тоа што собра 10.000 луѓе. Па не бе рекол, видете, тоа е сепак израсна некакво незадоволство кој луѓето. Мислам дека станува збор за некоја бројка од околу 4.000 луѓе. Значи, затоа што беа луѓето со чадори и слично, не спориме многу за бројките, но... Математиката во Скопје вие малку не ви успеа. Видете, ние рековме помала бројка, тие река не 45, 145.000, па веројатно е некаде тука измеѓу бројката, некаде не повеќе од 15.000. Барем ние кои што почесто и повеќе сме гледале политички собирања, но добро е што има ентузијазам. Она што е важно, тоа е дека Бранко Цренковски го одржа најпразниот говор можеби во својата политичка кариера. Цели 5 минути, во кој што не кажа ниту еден проект, ниту едно решение, ниту една визија, ниту било што со кој што ќе го подобри животот на македонските граѓани. Една буква план, визија или проект или било што не видовме. Тоа беше исклучиво говор насочен кон внатрепартиските состојби, кои што минатата неделно ги видовме на насловните страници на весникот Вест. Значи, ние видовме едното крило во СДСМ брифира едно, утредента другото крило брифира друго. Значи, брифинг по брифинг почна една граѓанска војна, мини граѓанска војна во СДСМ од луѓето кои што мислат дека Бранко Цренковски не може да испорача победа. И се извинувам, само да довршам мислата, значи од луѓето кои што гледаат дека после 2 години опозиција, Цренковски е некаде на 9,8%, ако е добра анкетата, и од луѓе, односно членство кое што не сака да оди на митинзи, каде што Гордан Георгиев како председател, првата функција која што ја добил е подпредседател на партијата. Значи, одеднаш имаме една нова генерација која што одеднаш сега сака да ги открие по малите места, да види дека Македонија не е само од Карпош до аеродром, туку дека е Македонија нешто многу повеќе. И сега се вака многу расположени за митинзи и слично, но има луѓе во СДСМ кои што имаат минат труд, кои што оделе од позиција до позиција и така натаму, кои што не стигнале до подпредседател на СДСМ и одеднаш сега извинете, одеднаш тие луѓе треба да ги полнат автобусите и треба да аплодираат. Тие доаѓаат во Прилеп, но 80% тие што дојдоа со автобуси завршија кој по чашија, кој по други места. Кажете, таа анализа ме интересира. Не ли е за вас знак за тревога дека сепак во Скопје се собра народ, во Прилеп се собра народ? Се да не навлегуваме. Дали е знак за тревога и израста незадоволство на одреден број критичен на луѓе во Македонија? Ето, за двете најголеми партии во Македонија не е проблем во било која варијанта да направат митинзи. Да соберат митинзи. Значи, извинете, што ќе на најголемите политички партии. Значи, и ВМРО ДПМН собирало партии, СДСМ и ние сме имале прекрасни митинзи 94-та година, па сме губели избори и 2002 имавме исто така големи митинзи, па ни се случи 15 септември по еден вработен од секој семејство. Поентата е во следнова, тоа е дека граѓаните на Македонија, значи од 2002 година ниту еднаш ма немаа дадено довербата на Бранко Цренковски. 2004 видовме фалсификувани избори. Не, само момент. 2005 поразна локалните избори. 2004 година со референдумот имаше страфни села Македонија. 2006 пораз, 2008 пораз. Значи, тоа се факти. Нема тука се сега во целиот тој период се направиле еден или два митинзи, не зборува доволно, тоа нема да ги реши проблемите на граѓаните. Дека има незадоволство, апсолутно. Но мислам дека тоа е започнато, продолжуваме веднаш по куста пауза за реклами, останете со Студио 2.